Поштовни гледачи, добро утро уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3. Ова е вториот дел од утринското издание на Нов ден, во кој што поточно е предвиден за гости, актуелни теми, а еве денеска и како што најавив, ќе зборуваме од областта на медицината. Поточно, нашиот денешен гостин е доктор Александар Бојаджиев, инаку гинеколог, акушер при медицинска установа Аџибаден Систина од Скопје. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Одлично, пријатно во вашето студио. Како е времето по Скопје? Дали е ладно, дали има магла? Исто како овдека, сончево и прекрасно. Што е многу важно, имаме сонце. Значи сонце ќе имаме и во текот на целиот ден, сигурно. Она за што сакам да разговараме денеска е породувањето. Значи, како се одвива природното породување? Колку време трае и така натаму. Значи, сакам да започнеме така. Многу е важно, нели, сите лекари тежнеат кон природниот начин. Значи, за секоја родилка е многу важно и најубаво, како што сите жени кои што имаат родено сигурно знаат дека природниот начин на породување е најдобар, дури и лекарите оставаме на лекарите, нели? Сега ако нешто тргне наопаку, во ваши раце сме, па што сакате тоа работите, што мислите дека треба, нели? Значи, како се одвива природното породување и колку вообичаено трае? Започнете да почнеме така. Така, природното породување е сепак еден процес кој што трае подолго време, за разлика од она што можеби жените го очекуваат дека од кога ќе дојдат во болница дека за многу брзо време ќе бидат породени. Вообичаено не е така. Најчесто не е така. Инаку ние докторски, така да кажам, го делиме на 4 фази. Првата фаза е отварање на грлото на матката, кој што процес обично трае од почнување на контракциите. Но пак е индивидуален и тоа. Индивидуален и не само од пациент до пациент, него и многу зависи дали е прва бременност или втора бременност, значи дали е второродка, третородка, кај тие жени пократко трае тој процес. Инаку, значи, отварањето на оваа фаза започнува од првите контракции или од прскање на воденикот до комплетно отварање на грлото на матката, кое што е 10 сантиметри. Значи, тоа е целосна отвореност на грлото на матката и тогаш веќе доаѓа друга фаза која што представува спуштање на главата на бебето и породување. Оваа прва фаза трае вообичаено, значи кај првородки, од 8 до 12 часа, а кај второродки, значи кај жени кои што веќе претходно родиле, од 5 до 7 часа. Така да, или 1 сантим отвореност, кога веќе ќе биде жената во активна фаза на раѓање, која ќе има веќе отвореност на грлото на матката над 4 сантиметри, која ќе има регуларно воспоставени контракции, од тој момент отварањето на грлото на матката треба да биде 1 сантиметар, 1 час и 20 минути, ова збориме просечно. Кај некоја жена оди побрзо, кај некоја поспоро, све зависи, значи, од јачината на контракциите, големината на плодот, од многу фактори зависи, кои што ние сите, значи, тие фактори ги пратиме, односно брзината на отварање на грлото на матката, тоновите на бебето, значи, за целиот тој процес на таа прва фаза, која што, нели, како што кажав, завршува со комплетна отвореност на грлото на матката или 10 сантиметри, кога доаѓа втората фаза, вкупно има 4 фази раѓањето. Втората фаза представува спуштање на главата, односно на водечкиот дел на бебето низ родилниот канал. Тука се прават одредени ротации на главата низ кралицата на мајката, кои што ротации, тоа можеби вака делува како прост процес, а инаку е доста сложен и доста совршен процес на некој начин, бидејќи при тоа спуштање на главата, таа ротира, значи најширокиот пречник на главата се поставува во најшироките пречници на крлицата за најлесно да може главата да излезе низ родилниот канал. Во тој процес, значи, ние исто така пратиме дали поставеноста на главата е добра во однос на карличните мерки, во однос на крлицата. И оваа втора фаза, значи која што всушност го представува породувањето на бебето, односно излегување на бебето од родилниот канал, трае вообичаено 30 минути до 2 часа.
значи од 30 минути до 2 часа и од комплетна отвореност на грлото на матката до излегување на бебето од родилниот канал. Веќе кога ќе дојде главата на плодот на излезот на крлицата, жената добива едни силни напони, кои што всушност таа ги осеќа како силен нагон за одење во тоалет по голема нужда и тогаш е фактички жената еден од главните учесници во раѓањето, кога што самата таа треба да го дополни тој напон, значи да земе силно воздух и да помогне во излегувањето на плодот од родилниот канал, секако тука и докторот и акушерката, кои што целиот тој процес го пратат, тоновите на бебето, правилната поставеност на главата, сите тие работи што треба да бидат, сите тие фактори што треба да бидат исполнети за да раѓањето се одвие во најдобар ред и да се запомни како еден убав момент кај жената и како еден убав чин. По породувањето, значи бебето обично жените очекуваат у истата секунда да заплаче, што не мора така да биде. Може и 1 до 2 минути да бидат потребни за бебето да заплаче, пошто ние го веднаш и го даваме бебето на мајката, значи да го остварат оној прв контакт, што се вика. Потоа започнува третото родилно време, кое што е представува породувањето на плацентата и вообичаено трае 30 минути. И по породувањето на плацентата е четвртото родилно време, во кое што всушност ништо не се случува, односно е време од 2 часа кога породената пациентка останува во родилна сала, односно на родилниот бокс, бидејќи во тие 2 часа најголем бројот компликациите после породувањето може да се случат и затоа таа треба да биде под соодветен медицински надзор, значи за да нема некое крварење, некоја атонија на матката, некои други проблеми кои што веднаш треба да бидат забележани и веднаш треба да биде изреагирано во колку таква некоја ситуација се појави. А какви компликации најчесто може да се случат? Па, мислам дека една емисија не би била доволна, какви све компликации би можеле да се случат, би можел од, бидејќи матката е мускул, значи ќе почнеме од оние најсериозните компликации. Матката е мускул и од породувањето, значи по породувањето може, односно сите случаеви се очекува таа да се стегне и на тој начин да се прекине крварењето кое што е по одлепувањето на плацентата и слично. Воколку таа не се стегне, и тоа се вика атонија, значи нема тонус тој мускул на матката, може да настапи едно многу опасно, многу силно крварење, кое што е профузно, значи многу јако крварење, кога се минути во прашање, значи за реакција каде што треба веднаш да се изреагира, има повеќе значи протоколи, односно начини како треба да се пристапи на тој проблем. Прво нели се почнува од најконзервативните, значи каде што се збринува нели со давање на тоа крварење со давање на одредени лекови, а потоа се пристапува кон поставување на одредени во самата матка на одредени медицински помагала за да го сопрат тоа крварење. Воколку тоа не помага, значи за спасување на живот на жената и оперативната интервенција е мислам последна опција кон која што се вади матката. Тоа е последната опција, значи ова не е за да ги исплашиме жените, него само ги спомнуваме сега и компликациите. А не може некако да се превенира, некако да се реагира зошто доаѓа до тоа е индивидуална склоност. Знаете, во медицината, значи од 100.000 жени, кај 3 жени ќе се случи одредена компликација. Сега ова не се случува во секоја бременост, али мора сепак да бидеме предострожни, односно подготвени и предпазливи, затоа што секогаш може нешто да тргне на лошо. Други компликации може да бидат некои расцепи на вагината, расцепи на грлото на матката, кое што може да се скине при отварањето во првото родилно време, може да заостанат делови од плацентата, кои што ние ја проверуваме плацентата, нели после нејзиното излегување, дали е таа целосно излезена, дали некои делови се заостанати внатре. Така да голем број на
компликации се можни и во текот на самото излегување на бебето низ родилниот канал и во моментот на после излегување на бебето и плацентата. Затоа е потребно постојан надзор и за време на породувањето и во тие 2 часа после породувањето, секако и после тоа, но тој интензивен надзор е најважен во тој период, како што кажа, во тие 4 родилни времења. Инаку ние континуирано вршиме надзор и на бебето во текот на раѓањето и во колку било каква причина се појави, значи за реакција, тогаш веднаш можеме да реагираме во смисол да го породувањето смениме, природното породување во насока на царски рез, во колку се појави некоја медицинска индикација, односно медицинска причина за таков тип на породување. Пред да поминеме кога жената треба да биде породена со царски рез, сакам да ја прашам, какви би се подготовките кои ќе знаете дека во прашање се 2 или повеќе бебиња? Во принцип, значи во нашата болница, а и сегде во светот е тренд сега да е поголем процентот на царски рез. Значи во Америка во последниве 15 на години процентот на царски рез е качен за 10 пати. Значи од прилика 3-4% е качен на 35%. Во Европа исто така, значи во сите развиени земји тоа е тренд. И ќе ги кажем и најчестите причини зошто е тоа така. Добро. Голем број од значи не само од земја до земја се разликува тој процент. Во скандинавските земји е нешто понизок тој процент. Во Англија, во Америка е повисок, во одредени болници е понизок, значи од секоја земја, од секоја болница до болница варира. Во некои приватни болници во Италија дури 90% процентот на царски рез. Она што сакав да кажем е конкретно за нашата болница, всушност е и еден инвитро центар. Добро. И од прилика преку 800 циклуси инвитро има во нашата болница годишно, што значи огромен број од тие 800 циклуси се успешни, од прилика 50%, и тие пациентки се породуваат во нашата болница. Тие пациентки се најчесто со по 2 бременост, со по 2 плода, некои дополнителни ризик фактори, поголема возраст, многу долго чекано бебе, голем број пропратни други болести, и тие сепак во старт имаат индикација, голем дел од нив, да бидат бременоста завршена со царски рез. Покрај тоа, значи во поново време жените многу подоцна остануваат бремени и со тоа и со поголем број на придружни болести кои што се сепак индикација за породување со царски рез. Но како може една хируршка интервенција да биде подобра од природен начин? Далеку од тоа дека е подобра. Никој тоа зошто не го спори тренд? дека е... Не знам зошто е тренд, за да не се поминувани спородилните маки. Не. Тоа Во кој смисол е тренд? Зошто го барат жените? Ви кажам, тоа е тренд во светот. Значи, заради тоа што жените многу подоцна остануваат бремени. Во ред, нека е тренд во светот, но која е причината што жените го следат тој тренд? Која е нивната причина која ќе ви каже докторе сакам за царски рез? Тоа е најчесто неинформираност. Значи, кога вие една пациентка, за тоа е целта на овие емисии, и целта ни имаме и едукативни предавања во нашата болница, за да ги информираме подобро пациентките дека природното породување не е значи некоја страшна и некој тежок процес. Нашите мајки го преживеале, инаку природното породување трае, мислам, една сила колку што и човештвото, околу 180.000 години. Долгорочните последици од природното породување ги гледаме. Значи, а царскиот рез значи е од прилика од пред 150 од 200 години се изведува како интервенција. Од пред 100 години успешноста, значи пред 100 години успешноста на царскиот рез само 15% од жените преживувале интервенцијата. Инаку ева малку историја, мислам, за поинтересно да им биде на пациентките. Инаку царски рез не се вика бидејќи некој цар бил пореден со тој тип на операција или дека обично и некој мислат дека Цезар бил со царски рез пореден, и тоа не е точно, бидејќи тоа е од прилика 1000 години пред оној царски рез кога за прв пат преживеала
пациентка после породување со царски рез. Значи, во времето на Цезар, неговата мајка, значи, била жива, односно, не била извршена кај неја никаква операција, што значи дека он бил нормално породен, али тогаш имал еден закон кој што важел дека воколку бремената жена почине во текот на бременоста, треба да биде бебето извадено од неа и посебно да бидат погребани, и во тој случај е видено дека бебето може да биде спасено. Значи, тоа збориме уште во многу одамна. А понатаму, значи, првиот успешен царски рез бил во Швајцарија, и тоа го извршил кастратор на свињи, кој што својата сопруга не можела неколку дена, значи, да се породи, и веќе станала критична ситуацијата. Тој имал некој искуство со оперирање и извршил операција. Дали барем бил ветеринар? Па не знам што бил по професија, така се води во историјата. Тоа е некој вид легенда, пошто сепак е многу одамна, а после него тек во 1800 и некоја година била извршена царски рез, кој што бил успешен од страна на доктори. И после таа негова сопруга уште 5 деца родила природно. Значи, ова збориме сега за историја, сега ќе се вратиме на сегашноста, каде што процентот на царски рез малтене се изедначува со процентот на природното породување, што според сите лекарски здруженија и според сите стручни лица е неоправдано и непотребно. Значи, прво е непотребно, а второ не е медицински издржано, заради тоа што компликациите од царскиот рез ги надминуваат компликациите од природното породување, бидејќи секоја интервенција во медицината носи ризик од компликации. И природното породување и царскиот рез, подоцна може да ги спомнеме кои се предностите на природното породување, кои се предностите на царскиот рез, па жените сами ќе одлучат кој тип на породување е посоодветен за нив, воколку се разбира нема некоја индикација, односно неопходност во старт да биде таа породена со царски рез. Инаку, значи, како што кажавме, кога тие ќе бидат правилно информирани како се одвива природното породување, кога имаат доволен степен на самодоверба да поминат низ тој процес, природното породување апсолутно е метод, односно избор за начин на породување кај секоја пациентка која што нема некоја априори индикација за царски рез. И јас би предложила да се одмориме тука со малку музика, ако може. Може. Ајде, колеги, некој убава музиче да слушаме. Го продолжуваме разговорот во нашето студио. Нашиот денешен гостин е доктор гинеколог акушер Александар Бојаджиев при медицинската установа Аџибаде Систина од Скопје, а нашата тема за денеска е породување. Сега, начинот на породување, кажавме отприлика што подразбираме и кој е поубав начин, природниот или царскиот рез. Сега, постои еден страв кај сите жени пред породување, дека породувањето е многу болно. Значи, доаѓа до еден момент, колку боли породувањето. Буквално, она што имам прочитано по европската медицинска статистика, велат имат апаратчиња кои што ја мерат болката. И кога ќе отидат на преглед, да кажеме, пред да почнат болките, нели, пред да се отвори родилката, и одат на апаратчиња и велат не си се уште за породување. Каква е таа болка? Од друго она што имам прочитано. Значи, кога жената се породува, болките се толку големи, колку што се кршат 207 коски во организмот на човекот. Значи, тоа се статистички податоци. Тоа е уште еден доказ дека луѓето што не се медицинари не треба многу да читаат интернет. Бидејќи тоа да беше точно, нели, тие статистички податоци да беа така, до сега човекот ќе беше истребен како вид.
А не, јас мислам дека тоа е податок дека жените се многу издржливи. Јас сум го прочитал тој податок и сум проверил дали е точен и испадна дека не е точен. Не е точен. Пишува дека човекот нормално може да издржи 47 до некоја единица за болка, која што не постои како таква воопшто. Значи, во склоп на таа студија, а инаку не постои таква единица мерка, а за време на породувањето жената искусувала болка од 57 дол, што било еквивалент на не 207, ама на 20 коски да се скршат во исто време. Тоа, значи, тотално неточен податок е. Прво, значи, таа болка е силна. Јас не сум ја искусил, али сте присуствувале. Сум присуствувал многу пати. И, значи, две различни жени да прашате колку боли породувањето, различно ќе ви кажат. Сите ние имаме различен праг на толеранција на болка. И ако од 1 до 10 направиме скала, некоја жена ќе каже дека на таа скала дека 5 ја боли, некоја 7, а некоја 3. Така да тоа нема унифицирана таа болка колкава е. Од многу фактори зависи, од јачината на контракциите, од големината на плодот, од големината и широчината на нејзината карлица низ плодот кој што треба да помине, од еластичноста на меките ткива на родилниот канал, значи од самата припременост нејзина за природното породување, од самата нејзина спремност и од тоа колку има она страф од природното породување. Оние жени е доказано кои што имаат поголем страф, имаат и многу поголема болка, што и за се во животот е така и за било која друга интервенција. Исто така, значи, поддршката од партнерот е докажано дека има влијание во редукција на болката и грижлив, љубезен и персонал кој што се грижи. Во несез во породилната сала, бар оно што имаме гледано, паѓаат во несез мажите. Не гледаме така, значи на тоа. Кај некои жени на вистина мажот е кочница за породувањето во колку е присутен со незе, али кај најголем број на жени е напротив поддршка и многу посигурни и поспремни се осеќаат кога тој е покрај нив. Така да тоа секоја жена сама си одлучува дали сака сопругот да биде присутен за време на породувањето и самите жени најдобро проценуваат што е подобро за нив, дали тој да биде присутен или не. Покрај сопругот, нели, многу е важно да имате природен, односно пријатен амбиент, добар персонал, љубезен, кој што ќе ви даде поддршка и ќе го олесни самото породување. И се разбира доверба во тој персонал кој што сето тоа заедно ќе ги минимизира болките и ќе го направи еден од најубавите моменти за паметење во животот. Пошто и ние докторите, нели, кои што присуствуваме на породувањето и помагаме во природното породување и извршуваме царски рез, природното породување како чин е многу по-пријатен настан отколку операција во операциона сала. Што се однесува до болката, сега имаме методи на значи облажување, односно олеснување на болката. Тука не мислам само на анестезија, има голем број на други методи. Инаку со анестезијата, значи со епидуралната или со спиналната анестезија, кои што ќе ги споменеме после, значително се олеснуваат, односно скоро целосно се ублажуваат болките за време на породувањето. Од оние други методи се масажата која што може да биде извршена на трудницата. Така? Понатаму, значи, промена на позицијата на телото. Обично, иако жените дека најчесто мислат дека најлесно би им било воколку лежат на боксот, тоа и самите се уверуваат дека не е така, кога ќе станат. Значи, бидејќи кога се легнати на породилен бокс и така ги, значи, контракциите издржуваат, они имаат поголема болка, отколку кога ќе бидат станати, бидејќи на тој начин при стоењето и гравитацијата работи за нив, односно ја влече главата на бебето према доле,
од една страна, од друга страна карличниот излез е поголем за 28% при исправена или чучната позиција на жената. Така да други промена на позицијата кон лево, бочна позиција на лежење, кон стоечка позиција, чучната позиција, шетање, значи сите тие работи го олеснуваат породувањето, односно болката при породувањето. Што се однесува до анестезијата, сега живееме во современо време, што се вика. Имаме епидурална, спинална анестезија. Епидуралната анестезија представува и тоа е една од актуелните начини на породување, нели? Па да, подолг период веќе кај нас во нашата болница скоро преку 90% од жените се породуваат со тој тип на анестезија. Тоа представува регионална анестезија, каде што пациентката значи е обезболена преку едно многу мало цевче кое што се поставува позади во кичмата и може да трае колку што е потребно. Може да трае тоа обезболување еден ден и 48 часа. Колку што е потребно, толку може да биде обезболена преку лекови кои што преку тоа цевче се донесуваат до кичмата. Значи при епидуралната анестезија таа треба малку да осеќа притисок, значи не е она силна болка која што би била при породување, но мора да осеќа мал благ притисок на стомакот за да знае кога ќе дое време за да напне, за да помогне бебето да излезе надвор. Така да ние имаме и можност да ја зголемуваме, да ја намалуваме дозата на лекот, односно јачината на анестезијата, за да се тие болки ублажат повеќе или да ги осети малку болките пред породувањето, за да може да ни помогне и таа за породувањето да се одвие во најдобар ред. Вториот тип на анестезија е спиналната анестезија, кое што представува еднократно боцкање во кичмата, значи на родилката, и таа се користи за природното, но најчесто се користи за царски рез, бидејќи таа анестезија трае 2 часа. Значи ефектот на тој тип на... Зошто за царски рез се користи спинална? Па за обезболување. Пациентките скоро сите, значи се породуваат со царски рез со спинална анестезија. Значи ние не правиме освен во исклучителни случаеви, значи комплетна со општа анестезија, значи скоро кај да речеме 95% од трудниците со спинална анестезија, бидејќи на тој начин анестетикот не доаѓа до бебето, нема оние компликации што се од анестезија и пациентката веднаш може да види своето бебе по породувањето, да го чуе плачот и е многу попријатен начин на анестезија за породување, за разлика од општата анестезија која што носи сепак поголеми ризици, да. И нели пациентката во тој период е на механичка вентилација, значи дише преку тубус, преку едно црево кое што е во дишникот поставено, значи преку машина за дишење. Анестетикот од општата анестезија доаѓа до бебето и обично тие бебиња се раѓаат многу помлитави, депримирани, значи од самото дејство на анестетикот кој што дошол до циркулацијата на плодот. Затоа и тренд е и кај нас и сегде во светот царскиот рез да се изведува со спинална анестезија, а воколку пациентката е тргната да се породува, значи по природен пат со епидурална анестезија, а од одредена причина е потребно да биде извршен царски рез, нема потреба повторно да се пребоцкува, значи друг тип на анестезија, односно спинална, преку истиот епидурален катетер, значи преку истото епидурално цевче се додава појака доза на анестетик и значи се обавува породувањето со царски рез без потреба од никаков друг тип на анестезија. Сега, пред да ги кажеме предностите и маните на природното и на царски рез, сакам да ми кажете колку време е потребно после првиот царски рез да помине до втора бременност? Значи, од кој ќе биде извршен царскиот рез, до втората бременност треба да поминат препорачливо 6 месеци. Тој период е потребен за да зарасне раната, значи за да зарасне местото каде што била отворена матката и да се формира добар
значи слој во тој дел на матката за следната бременост да нема никакви компликации. Значи, она што може да се случи во следната бременост, ако не се исполнат тие предуслови, тоа е, значи, тој ожилјак да не се формира добро во тој дел на матката, односно да не заздрави добро тоа ткиво на матката, ако пациентката веднаш останала трудна после царскиот рез. И значи да настапи дури една и животно загрозувачка ситуација и за мајката и за бебето, тоа е отварање на ожилјакот на царскиот рез, на претходниот царски рез при појава на првите контракции, кој што може да доведе до крварење внатрешно во стомакот, до смрт на бебето и слично. Заради тоа треба да се значи придржуваат жените до таа препорака да минимум 6 месеци треба да почекаат до правењето на следното бебе. Инаку сите пациентки прашуваат и за периодот на опоравување, па и тоа ќе го спомнеме тука во овој дел. Значи, во првите 16 недели по породувањето не се препорачува да креваат работи потешки од 4,5 килограми, како не би се зголемил ризикот за кила на предниот стомачен зид, каде што бил извршен царскиот рез, инаку нормалните активности после царскиот рез, значи што се вика со доењето и сите тие работи, пациентката дури ние ја форсираме што порано да стане од кревет и да ги обавува. Значи дури после 12 часа од породувањето со царски рез, таа треба да стане од креветот, да отиде до тоалетот, да се извади катетерот, значи да биде раздвижена, бидејќи движењето ги намалува сите оние постоперативни ризици, односно компликации кои што може да бидат како последица на царскиот рез, а голема компликација е тромбозата. Заради тоа, таа не треба да залежува во кревет, туку напротив ние ја стимулираме да стане, да се движи, и ако знам дека најтешкото кај жените породени со царски рез не е операцијата, туку е денот после операцијата, односно тоа станување од кревет, раздвижување, али тие мора да бидат свесни дека тоа е за нивно добро, тоа станување, за иако многу боли првото станување, тие мора да станат за да прво се спречат за подобро закрепнување и за да се спречат компликациите во смисол на тромбоза, а и со тоа што ќе го извадиме катетерот, значи сама ќе се движи, ќе оди до тоалет, ќе се намали ризикот за инфекции во бешиката, односно мочниот мејор. После колку месеци по породувањето е препорачливо користење на контрацепција? Во колку пациентките сакаат контрацепција, значи не смее да се дава орална контрацепција во колку дојат. Добро. Така да имаме други типови на контрацепција, обично тука се препорачува спирала, прогестеронски тип на контрацепција, али тоа све зависи од случај до случај, така да би ги посоветувал жените да се консултираат со својот гинеколог и тука ќе се одлучи точниот тип на контрацепција и точно кога треба да се почне со тој тип на контрацепција, и многу зависи од тоа дали жената дои или не, пошто и доењето е еден вид на контрацепција, односно во периодот додека жената дои се смета дека шансата за бременост е многу помала. Но сепак и тие пациентки може да останат бремени, а во колку сакаат контрацепција, тогаш се случува, се разбира, да. Тогаш со гинекологот ќе се одреди точниот тип на контрацепција кој што е за таа пациентка соодветен, зависно од многу други фактори, фамилиарна историја, болести на јетрата, тромбози претходни, сето тоа заедно се зема во обзир и се одлучува кој тип е најсоодветен за одредена пациентка. Сега повторно да се навратиме на оној дел кој што мислам да го заокружиме, што се однесува до начините, до спонтаниот начин на породување до царскиот рез. Да ни кажете кои се ризиците и предностите и на едниот и на другиот. И некако да ми створиме слика на жените. Така, значи секоја интервенција, операција во медицината која што е извршена без причина
има огромен ризик за компликации. Дури со причина кога извршена, па има, а камоли да е без причина. Па видете сега, секогаш постои ризик. Секогаш постои ризик, али многу е поголем ризикот кога без причина се прави некоја операција. Се разбира. Затоа и кажам дека во колку царскиот рез се прави без причина, тогаш може да се појави поголем ризик за компликации. Има голем број на причини кои што се, односно индикации, поради кои што се прави царскиот рез, може да ги споменеме. Че воколку плацентата е погрешно поставена, го затвара излезот на матката, воколку е подлабоко вгнездена во зидот на матката, воколку папчаникот е премногу краток, воколку обвиткан околу вратот на плодот на бебето, а е краток, инаку може да се породи и бебе со 4 пати обвиткан папчаник околу врат, но ако е со доволна должина. Воколку има прав чвор, ние што го викаме на папчаникот, а е краток папчаникот, при спуштањето на главата може да се затегне тој чвор и да паднат тоновите на бебето. Значи, сите тие причини ние ги следиме со ЦТГ-то и може да видиме воколку паднат тоновите и веднаш да изреагираме и да се направи царски рез за да се спаси плодот. Понатаму се ненапредување на раѓањето, воколку заглави отварањето на грлото на матката, односно не продолжува да се отвара, како по книга, и ако повеќе од 2 до 3 часа нема никаков напредок во отварањето на грлото на матката, тогаш најчесто има некоја друга причина, бебето е премногу големо за мајката или па мускулните импулси кои што ја го отвараат грлото на матката се недоволни или неправилни, значи има многу фактори тука кои што може да тоа да допринесат. Понатаму диспропорцијата помеѓу главата на плодот и карлицата на мајката, неправилности во карлицата на мајката, кој што може да биде како сплосната или може да биде стесната или внатрешните карлични мерки кои што исто така ние во текот на породување ги мериме, за да знаеме да имаме осет дали може таа пациентка без компликации, без ризик да се породи природно. Воколку има голем ризик за тоа бебе да биде да заглави во родилниот канал, односно да треба да биде породувано со вакуум или со влечено со клешта, форцепс и слично, во денешно модерно време ние избегнуваме такви интервенции кои што не само може да го штатат плодот, но туку и родилните патишта на мајката. Така да сите тие медицински индикации кои што се голем број, значи понатаму болести некои на мајката кои што во интерес на мајката мора да се заврши бременоста со царски рез, како што се висок крвен притисок во бременост, понатаму болести кај бебето, кај кои што мора да се заврши бременоста во интерес на бебето со царски рез, како што се одредени аномалии кои што се после породувањето решливи, како одредени состојби со пореметена циркулација, односно исхрана на бебето, понатаму неправилни положби на бебето, кога е бебето попречно поставено, тоа никако не може да се породи по природен пат. Воколку има повеќе плодови бременности, близнаци, тројки, воколку се близнаци, ако не се двете бебиња главично поставени, тогаш се оди директно на царски рез, па дури и да се двете главично поставени, воколку има некои придружни, значи тие релативни индикации, дополнителни индикации за царски рез, како што се ако е таа со инвитро оплодена, ако се многу крупни тие бебиња, значи близнаци и слично, тогаш има дополнителни фактори за таа да биде породена со царски рез. Значи огромен број има на индикации, односно причини медицински при кои што треба да биде извршен царски рез. Сега кажавме дека воколку нема причина да се прави царски рез, тогаш најдобро е жената да се породи со природно, спонтанно породување. На пациентките и во светот им се дава можност да изберат, откако претходно ќе бидат детално информирани за сите предности на природното породување, кои што сега ќе ги кажеме. Значи да изберат дали сакаат да се породат на природен начин или со царски рез, бидејќи значи сепак не може со сила да биде жената приморена да се породи по природен пат, воколку таа не е спремна и се осеќа несигурна и дека не може никако да
учествува, бидејќи она има и голема улога во самиот процес на природното породување, тогаш и тоа е на некој начин индикација, односно причина за царски рез. Сега ние значи предности и слабости на секое, значи и на царскиот рез и на природното породување ќе ги кажеме. Најголемата предност на природното породување е што жената по породувањето веднаш е на нога. Значи, таа се осеќа добро, веднаш може да стане, да се истушира, да ги обавува сите активности во најдобар ред, да го дои бебето и сето тоа. Царски рез сепак е операција. Таа, значи, опорувувањето трае многу подолго, за разлика од природното породување. Станувањето е по-тешко и многу поболно од природно породените пациентки. Другите, значи, предности на природното породување се многу помал ризик за тромбоза, многу помал ризик за инфекција, бидејќи при царски рез има и 10% ризик за инфекција на оперативната рана, односно на масното ткиво што е во подкожата. Понатаму при царски рез има поголем ризик за значи смртност. Тоа е изузетно мала смртност, но сепак е 3 пати поголема него при природно породување. На 100.000 жени, 3 жени има смртни случаи, зборам во светски рамки статистика, а при царски рез е 3 пати поголема таа бројка, бидејќи сепак е операција. Крвозагубата при нормално породување од прилика од пола литра крв, при царски рез е од пола литра до 1 литар крв, значи има поголема загуба на крв при царски рез. Сега негативностите на природното породување е докажано дека жените кои што се породиле природно, значи имаат поголем ризик за понатамошни компликации со спадови на матката, значи пролапси на матката, односно спуштање на матката и инконтиненција, односно неволно измокрување, ова збориме во подоцнежните години. И нормално, некај сите пациентки, него е статистички поголем ризикот, бидејќи при самото тоа спуштање на бебето се растегнуваат лигаментите кои што ја држат матката, се раскинуваат во некој случај одредени лигаментарни структури кои што ја држат и бешиката и матката, и може да се случат тие како пролапси, односно спуштање на матката, на бешиката, инконтиненција поради олабавување на лигаментите кои што се потпора за континенција на мокрачата, што значи дека тоа е една негативност на природното породување, додека сите други фактори се во прилог за царскиот рез. Исто така, од страна на бебето, за бебето исто така подобро да биде породено по природен пат. Не само за мајката, туку и за плодот. Тоа е така заради тоа што при проаѓањето на бебето низ родилниот канал се истиснува таа слуз, односно таа течност што е во плуќата на бебето, и тоа многу подобро значи дише споредено со оние бебиња породени со царски рез. Исто така, оние бебиња кои што се породуваат по природен пат имаат многу подобра зрелост, бидејќи самиот процес на породување прави еден голем стрес кај бебето, при што се лачи еден хормон кој што многу побрзо ја созрева плуќата на бебето. И оние бебиња породени со царски рез, дури и блиску до терминот, може да имаат проблеми со незрелост, односно проблеми со дишењето. Порано се правеше царски рез дури и повеќе од една недела пред терминот, и после се соочија гинеколозите во целиот свет со огромни проблеми со бебињата, со дишење. Значи, голем број од бебињата завршуваа во интензивна нега, на апарати за дишење, на кислород за дишење, и тогаш се свати дека мора царскиот рез да биде направен после 39-та недела од бременност. Значи, не треба да се прави пред една недела, повеќе од една недела пред терминот. Значи, воколку така се наприма голем ризик за тешкоти со дишењето кај плодот, што кај природното породување не е случај од претходно наброените причини. Тоа се, значи, во глобално оние најчести причини, али мора да кажам дека секогаш мора да се придржуваме на медицината,
секогаш кога има индикација за царски рез, апсолутно мора да биде царски рез направен. Сепак на кој веќе постои проблем. Да, тоа е интервенција која што е рутинска, навистина, не е и тоа е сепак голем тип на операција, не е некоја мала операција. Не е толку едноставна. Не е самата операција за нас тешка, бидејќи рутински секојдневно ја извршуваме. Но за самата пациентка. Но за самата пациентка, да, е голем тип на операција, бидејќи се отвора и кожата, и масното ткиво, и обвивката на мускулите, се растегнуваат мускулите, се отвора, значи, обвивката на стомакот, што се вика перитонеум, се доаѓа до матката, се прави рез на матката, па потоа се породува бебето и плацентата, па се сошива матката во два слоја, значи, сепак една операција од голем тип, со отварање на стомакот. Значи, не е, обично жените мислат кожата ќе се отвори, ќе излезе бебето. Да, мисле дека тоа е толку лесно. Како што изгледа на филмовите. Така. Ние сме некаде пред крајот на емисијата, времето навистина отиде многу брзо. За крајот сакам да ми кажете првин вака, сакам да знам колку килограми треба жената да и е дозволено да има повеќе во бременоста? Од 10 до 15, така или не е така? Од прилика е така, значи све зависи од тоа колку била тешка жената пред бременоста. Значи колку имало прекомерна тежина екстремно пред бременоста, тогаш не треба ни 1 килограм, не треба да зголеми ни 1 килограм во тој случај. Ако жената е изводливо во бременост да не зголеми? Изводливо е воколку е со прекомерна тежина, бидејќи бебето не јаде од желудникот на жената, туку од незините резерви во незината крв. А таа има доволно резерви. А таа има повеќе од доволно резерви, конкретната жена. Оние нормални, значи со нормална телесна тежина трудници, тие треба да зголемат од прилика околу 13-14 килограми до крајот на бременоста, од кои што на бебето нели отпаѓаат 3,5 килограми, на плодовата вода 1,5 литар, на плацентата од прилика 1 килограм, на зголемениот волумен на крв што се зголемува нормално кај секоја трудна жена исто така од прилика 1,5 литар, така да од прилика 6,5-7 килограми ќе бидат поврзани со самата бременост, а другите ќе ги симне жената во периодот после породувањето. Добро. И уште нешто, во вашата клиничка болница имате и посебна програма наменета за трудниците со едукативни предавања како и пакети за породување. Да, значи оваа 2015 година е посветена на бремените жени, на нивните најмили и ние сме во секој случај имаме направено пакети и програма како да значи се олесни процесот на породување и како да им се излезе во пресрет на идните мајки и на нивните фамилии. Значи таа програма опфаќа голем број бенефиции и погодности за сите жени кои што ќе се породат во нашата болница. Прво тука ќе кажам дека ние прво имаме оние едукативни секоја среда предавања во 19 часот кои што се бесплатни за сите заинтересирани жени кои што сакаат да дојдат, да ги посетат. Понатаму имаме една книга за здрава бременост која што им ја даваме на сите пациентки, книга за нега на новороденото, значи за сите они најчести прашања, за сите работи што треба да ги знаат кога ќе се соочат нели дома со новороденото, за сите оние мајки кои што немаат искуство, па и за оние кои што имаат. Сите бебиња кои што ќе се породат во нашата болница, значи имаат бесплатни прегледи во првите месец дена, во период кој што најчесто жените имаат прашања, не се сигурни дали е некаков проблем или не. Значи во тој период они многу често доаѓаат за контроли, за да се следи правилниот напредок, раст, развој на бебето. Значи во тој период од месец дена имаат бесплатни контроли во педиатрискиот дел. Сите оние скрининзи после породувањето се бесплатни, тие се метаболен скрининг, кардиолошки скрининг, значи правилна формираност на срцето на бебето, скрининг за правилна формираност на колковите на бебето, значи сите тие работи се изведуваат по породувањето во нашата болница, додека жената е хоспитализирана. Сите оние терапии, значи кои што се за бебето и за мајката, во смисол вакцини, сето тоа е влезено во тие пакети за породување.
Имаме во текот на бременоста бесплатни стоматолошки прегледи, бесплатна масажа за трудниците, така да има голем број на погодности, сигурно некој заборави сега во моментов да кажам, али сите оние што сакаат да се породат во нашата болница може да се јават на телефонскиот број 309-9500 и таму ќе бидат објаснети сите можности, сите придобивки кои што ќе ги има до крајот на оваа година, која што според досегашниот број на породувања ќе биде рекордна по број на породувања, па и сите претходни секоја година има се поголем број на породувања. Да. Почитувани гледачи, ова е доктор Александар Бојаджиев, нашиот денешен гостин, гинеколог акушер при медицинската установа Аџибаден Систина од Скопје. Нашата денешна тема беше породување, дали природно, дали со царски рез. Се надевам дека ви го приближивме и едниот и вториот начин и одлуката на сите вас кои сте идни мајки, кои ве чека еден ваков преубав чин, да размислите многу убаво со тоа што сепак нели што е природно е најубаво. Што велат старите луѓе, ако патиштата Божи се такви, ако од секогаш било така, не да многу убав природен начин да се донесе човек на овој свет, зошто да не се сеќавате на тоа, зошто да не го поминете тој начин, бидејќи тие моменти кои што тогаш се доживуваат не може да се заменат со ниедно друго чувство, што се однесува до царскиот рез и се она што се нарекува да се оди под нож, нели? Не е толку сеедно. Сепак, одлуката е ваша. Доктор, јас ви благодарам што одвоивте време, што не гостувавте. Беше чест. Јас се надевам дека и за вас, почитувани гледачи, бевме доволно атрактивни да не следите до самиот крај. Се гледаме повторно од понеделник во исто време. Имајте убав ден и се разбира убав викенд. Пријатно.